Како да дојдеме до ревизорски извештаи и што содржат тие? ДЗР по изготвувањето на ревизорските извештаи ги објавува на својата веб страница dzr.mk. Доколку отидете во подкатегоријата ревизорски извештаи, што се наоѓа на левата страна од прозорецот, можете да изберете да ги разгледате ревизорските извештаи на регуларност или ревизорските извештаи на успешност. Во овие подкатегории се содржат ревизорските извештаи од последните 2 години. Доколку пребарувате ревизорски извештаи од пред неколку години, тие се наоѓаат во подкатегоријата архива. Секој ревизорски извештај на регуларност генерално ги содржи истите составни елементи. Во зависност од конкретната институција, можно и да се разликуваат во мал процент. Така, во првиот дел од ревизорскиот извештај, во резимето, ќе најдете информација за која институција е вршена ревизија, за кој период, какво ревизорско мислење е издадено од страна на овластениот ревизор, дали е извршена ревизија на спроведување на препораките од претходниот ревизорски извештај, кои се конкретните констатирани состојби, евентуални слабости и сл. Во воведот вообичаено се истакнува на кој извештај е вршена ревизија, одговорно лице на институцијата што е субјект на ревизија, врз основа на кој закон и меѓународни стандарди се прави ревизија и сл. Делот цели, заснованост и период на вршење ревизија истакнува за која цел се врши ревизијата, на кој документ се заснуваат финансиските извештаи и во кој период вршел ревизија тимот на ДЗР. Ревизорскиот извештај дава и осврт на ревизијата од претходната година, каде што се прикажува колку од препораките што ги дал ДЗР во претходниот ревизорски извештај се спроведени. Клучниот дел од ревизорскиот извештај е делот за наоди и препораки. Во него ДЗР изложува факти и конкретни наоди во однос на усогласеност со закони и прописи и користење средства согласно законските прописи. За секој утврден наод, ДЗР дава препорака за надминување на пропустите во работењето. Во делот за ревизорско мислење, ревизорот дава мислење за финансиските извештаи и за усогласеност со законите и прописите. Ревизорското мислење може да биде без резерва или позитивно, со резерва, негативно и воздржување од мислење. Доколку ревизорот има дополнителни информации што смета дека треба да бидат евидентирани, ги додава во делот останати прашања. Пред крајот се истакнува табеларен приказ на билансот на приходите и расходите, како и биланс на состојбата на 31 декември од годината за која се врши ревизија. По вршењето на ревизијата, ДЗР изготвува нацрт извештај што го праќа до институцијата на која е вршена ревизија. И таа има право да поднесе забелешки на наодите од ревизорскиот извештај. ДЗР ги разгледува забелешките и ги прифаќа целосно, делумно или воопшто не ги прифаќа. Тие дописи задолжително се објавуваат како прилог на ревизорскиот извештај. Да сумираме. Информациите кои ги содржи целосниот извештај може да се најдат во скратена форма во резимето, односно првите 2 страници на документот. Повеќе детали за институцијата и ревизијата има во воведот. Зошто и за која година се врши ревизијата е наведено во целите. Дали и колку се спровело она што ДЗР претходно препорачало е наведено во осврт. Детална листа какви конкретни состојби се увидени и што треба да се направи за да се надминат се наведени во наоди и препораки. И врз основа на сето ова, какво е ревизорското мислење.